4 ноември е меѓународниот ден на климатските промени. Тоа е глобален предизвик со кој што секоја година целиот свет се соочува, а посебно на денешниот ден се истакнуваат сите последици кои што всушност ги имаме, а оваа тема ја отвара колешката Сузана Апостолова, која што во моментов ни е веќе подготвена и ќе зборува за тоа како климатските промени всушност влијаат врз земјоделието во Македонија. Сузана, доколку сте веќе подготвени со соговорникот, повелете со разговорот и отворете ни ја темата која што ја имаме за денеска. Добро утро, Симона, за тебе и нашите гледачи во второто наше линковско вклучување во живо во утринската програма. И да, на Светскиот ден на климатските промени го поставуваме и прашањето дали климатските промени се чувствуваат во Македонија, и веднаш одговорот е да, затоа што забележително е дека и во земјава имаме суви години, сушни лета, потоа екстремни појави на временски неприлики, и сето тоа се одразува директно не само на природата, туку и на нашата трпеза, односно преку земјоделието. И токму затоа во наредните минути со мојот гостин, професор Тошо Арсов од Факултетот за земјоделски науки и храна, зборуваме за тоа како климатските промени се одразуваат на земјоделството во Македонија. И ајде првото прашање нека биде: што представуваат климатските промени, како се чувствуваат во Македонија и каде се наизразени, во кои сектори? Добро утро и на вас, добро утро и на гледачите на македонската телевизија. Да, сите зборуваме за климатски промени, меѓутоа можеме да ги поделиме во две групи. Едната е квалитативните, другата е квантитативните промени. Што представуваат квалитативните? Појавата на одредени климатски елементи во период кој што е нетипичен за повеќегодишниот просек представува климатска промена како квалитативен елемент. Тоа е пример појавата на снег во мај месец, појавата на снег оваа година во октомври и слични работи. Додека пак она што е карактеристично го има, меѓутоа е со зголемен ефект, со зголемен интензитет, представуваат квантитативните промени. Пример, зголемувањето на температурата, просечната температура, или пак зачестената појава на негативни температури, или пак отсуството на вода, врнежи, или пак појавата на преголемо количество на врнежи, сето тоа представува квантитативна промена, климатска промена. Затоа и во најавата споменав дека директно се чувствува не само овие промени климатски кон природата, туку и кон нашата трпеза преку земјоделието. И да, токму земјоделците го чувствуваат сето ова и едноставно мораат некако да се прилагодат, да го прилагодат производството и културите на овие климатски промени. Така, секако овие климатски промени, дали се квалитативни или квантитативни, влијаат врз самото земјоделско производство на начин што го намалуваат, бидејќи растенијата за да се развиваат и за плододаваат е потребно одредени сума на температура, одредено количество на врнежи и така натаму. Додека овие чести појави несакани може да влијаат негативно врз приносот и врз квалитетот на производството. Би сакала малку повеќе да се фокусираме на овоштарството, затоа што и овде се чувствуваат овие климатски влијанија. Каква е ситуацијата со овоштарството во Македонија? Дали се менува времето на цветање, па бербата на овошките, и колку проблеми всушност создаваат и доцните мразеви, градовите, но и сушите на овошните насади? Појавата на ниски температури во периодот кој што е некарактеристичен, односно се почестата појава на негативни температури, тоа доста високи негативни температури во април, па дури и во мај, влијае исклучиво негативно врз овоштарското производство, преку намалување или целосно уништување на приносот, преку измрзнување на цветови или што таку заврзани плодчиња. На тој начин една негативна пројава влијае скоро директно на намален или воопшто немаме принос. Потоа, како што рековте, екстремните сушни периоди во летото, но и зголеменото зрачење од сонцето предизвикува, во комбинација со висока температура, предизвикува недостиг на вода во растенијата, при што доаѓа до изгореници и на листовите, па и на плодовите. Намален квалитет на И всушност овде клучното прашање би било како земјоделците да се прилагодат на овие промени во временските услови. Адаптацијата на земјоделското производство првим би било во насока на избор на
култура која што е поадаптабилна кон одредена климатска промена. Избор на сорта која што е исто така поадаптабилна. Но доколку тоа е првиот момент, вториот момент би било веќе директна заштита на самите насади со заштитни мрежи од град, заштитни мрежи од изгореници, обезбедување, задолжително обезбедување на доволно вода за наводнување, значи при самото планирање на насадите, порано можеби во одредени локалитети на Македонија да се произведува и без да имаме доволно вода за наводнување. Меѓутоа во овие услови Во овие услови веќе тоа е невозможна мисија, затоа сите овие работи треба да бидат вклучени при планирањето и подигањето на насадите или при постоечките насади, доколку се интензивни насади, да се воведат овие мерки. Постојат и други мерки кои што би можеле да се применат. Покрај тоа што земјоделците индивидуално се прилагодуваат кон условите на временските промени, предизвикани од климатските промени, сепак потребна им е поддршка од државата и од институциите, како што и земјоделскиот факултет. Па би бе впрашала дали државата има некоја долгорочна стратегија за справување со климатските промени кои што директно влијаат врз земјоделството. Во стратегиите секогаш се предвидени промени, државата е свесна, земјоделците се свесни дека климатските промени се присутни тука и ние често постојано ги потенцираме дека се присутни, дека мора да се адаптираме, дека мора да се прилагодиме на нив, не можеме да ги избегнеме, многу да смениме кај нив нема да можеме, туку мора да се адаптираме кон нив. А во одредени степени државата има стратегија, меѓутоа можеби уште повеќе би можело да се влие преку задолжителни мерки при планирање и подигање на насадите, она што го велиме, посебно за новите насади, да биде задолжителна обврска на оној што ќе подига насад, да биде со заштитна, интензивен насад, со одредена препорака од институција, дали таму е соодветна, со избор на локација, избор на сорта, избор на вид, бидејќи свесни сме дека одредени овошни видови кои што ги немаше порано толку во Македонија веќе се појавуваат заради климатските промени, смоквите и субтропското овошје дојде веќе до Тетово. И сега, ако вака продолжат овие климатски промени, како ќе изгледа земјоделството во Македонија за 10 до 20 години, или можеби да го преформулирам прашањето, што е најважно тоа што треба сега да го направиме за да навреме нели бидеме подготвени, за да обезбедиме одржливо производство на храна во земјава? Како што кажавте, земјоделството, а посебно овоштарството е нешто во кое што треба да се гледа најмалку 10 години нанапред. Кога се нешто прави, треба да се има визија како би било тогаш. Затоа сите овие планирања треба да почнат час поскоро, за да имаме позитивно влијание после 5 до 10 години врз самото производство. Како би изгледало? Па да, можеби нема да одгледуваме цитруси во Македонија, меѓутоа сите овие останати субтропски овошја веќе дојдоа многу по-на север, влегоа во нашата држава, ќе ги имаме во производство. Можеби одредени култури ќе бидат помалку застапени, други повеќе застапени. Во однос на сортиментот, ако имаме сорти кои што би биле адаптабилни, тие би се заменил доело сортиментот на овошните видови, но сепак таму каде што ќе имаме современо производство, примената наука, современи технологии, ќе имаме производство. Нема да може да се произведува без да се применат современи текови на производство. И покрај тоа што климатските промени имаат и даваат негативни ефекти врз целокупното човеково живење, па и врз земјоделството, сепак со навремено реагирање и прилагодување можеме да ги следиме новите текови и на тој начин нели да најдеме начин како успешно да функционираме. Само накратко за крај совет за земјоделците од ваша страна. Советот е секогаш внимавајте, вие знаете како да произведете, меѓутоа следете ги новите текови, следете ги новите трендови, барајте од државата за да ви биде дадено. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Ви благодарам и на вас, благодарам и до гледачите на Македонската телевизија. Симона, овде го заокружуваме ова вклучување. Се надевам дека дадовме корисни информации и одговори токму на темата која што се однесува на Светскиот ден на климатските промени.